Законот е 2007, базиран е на директива на електронска трговија од 2000 година, доста касно е донесен. Значи Македонија веќе имаше сознание за електронска трговија, меѓутоа и покрај тоа сите показатели се дека кај нас во Македонија показателите се во последните 3 години со официјалните според Завод за статистика дека има некаде 4%, па 4,2 и минатата година максимум 7% од луѓето кои што користат интернет направиле некоја трансакција. Од моја страна гледано тоа се поразителни резултати. Говориме значи за глобална електронска трговија. Од друга страна гледано пак во Македонија има се на се 230 електронски продавници кои нудат такви продукти, продажба преку интернет, дури на индиректна електронска трговија. Ви може да нарачате на таа веб страница, а плаќањето да ви биде во кеш при испораката, ако веќе се плашите. Иако би сметал дека граѓаните не треба да се плашат, дури треба да се стимулираат, затоа што процесите во банката, банкарските процеси и процесирањето на банкарските картички преку така наречени процесори, касеси и други, е апсолутно сигурно. Значи, до сега немаме забележано случај на злоупотреба при такви електронски трансакции, иако е обемот мал, меѓутоа немало проблем до сега. Само е надминувањето на свеста кај граѓаните дека еве закон имаме, санкции имаме, ред имаме, значи некоја рамка, норма имаме, само треба да се стимулираат луѓето дека ништо тука не е страшно. Немаме страф од непознатото, веќе е се познато. Најголема причина за толку мала употреба на електронска трговија се наведува стравот нели од злоупотреба на идентитет, на податоци, на немање средства на сметка, кога се плаќа електронски, што мислите во кој правец треба да се оди за да се елиминира тој страф и навистина како што е на светско ниво и во Европа да се користи повеќе електронската трговија. Знаете како и тие податоци, лични податоци, кражба на идентитет, и тие се ставени веќе во еден ред. Кај нас имаме дирекција за заштита на личните податоци, сите корисници на такви податоци веќе се свесни и сите кај да одите во банка, например, кога ќе одите да продолжите тековната или земете, веќе сега ќе ви дадат ново ливче каде што ве прашуваат дали банката смее да ги користи вашите податоци за своји или за комерцијални цели. Буквално, така да и ние веќе треба да станеме свесни. Не може туку така некој, на крајот на криштата тоа е нарушување на приватноста. Моите податоци се мои. Не сакам ниту една компанија, ниту банка да ги користи во било какви цели. Или сакам, не ми пречи. И во именик, ако ве праша телефонската компанија, ве праша дали сакате именикот да ви ги содржи вашите податоци или бројот да ви биде таен. Сакам да ми е таен податок. Значи, имаме законска рамка, само малку да се подигне свеста дека не е ништо страшно. Малку се плашиме и од големиот брат, нели, пошто сме во ера на наблюдување, прислушкување и така натаму од сите страни и тука ние се плашиме дека некој нас не следи или не гледа. Нема проблем. Конкретно во електронската трговија нема таков проблем. Еве со оваа трибина се подигна нивото на едуцираност кај младите, а од друга страна еве и до широката јавност еден апел дека доколку и да се случи таква злоупотреба, постои силен механизам што ќе ја изврши таа заштита. Апсолутно постои таков механизам, значи судството е спремно да одговори на таквите предизвици, законски норми имаме, свеста расте и оваа трибина е доказ повеќе дека стварно се едуцираат и младите и постарите. Младите што беа денес присутни ќе ги пренесат своите сознанија на постарите и мислам дека сето тоа ќе си дојде на свое место. Еве користењето на e-банкарство почесто страна на приватните лица треба да биде пример дека тоа е возможно, тоа е заштитено и дека и физичките лица треба, тоа е обичните граѓани да го користат. Апсолутно, јас 4 години користам банкарство преку една банка, не потенцирам која. До сега никаков проблем не имало, се ми е прегледно, на еден клик сум од реализација на плаќање на сметки за струја, вода, било што. Добивам одма известување дека е реализирано, не стојам во редот во банката, не се туркам, не ме гужва, никој не ме гази по нозе, едноставно за 3 минути завршувам секаква трансакција, безбедно и сигурно. И еве уште ова прашање да не ве Да. долго предавање ангажираме пример конкретен што граѓаните се сигурно сум поголем дел го имаат користено, што до некој начин доаѓа полуелектронска трговија, плаќање со платежни трансакциони картички во супермаркети и во бутици. Сигурно сум и до сега немало проблем. Немало. Така да и целосното електронско плаќање на трговија Немало никаков проблем до сега. Имаше на времето проблем кога тие не беа преку така наречените посттерминали, значи овие што ги читат картичките, туку ќе ја ставеа картичката, па ќе поминеа преку незе, па вадеа така наречен слип. Тогаш, ако не приметивте, може да направат 2 слипа, па да ги подпишете двата, па да ви се узвостручи трошокот. Сега не. Сега, значи, сите тие трансакции се апсолутно безбедни, никој до сега не се пожалил на кражба во супермаркет, во дуќан или било каде. Затоа треба да се внимава што се подпишува.
секогаш. И да се чита што се потпишува. Морам пред се да кажам дека законската рамка во Република Македонија ја етаблира и ја возможува граѓанската партиципација, учеството, затоа децидно си е напишано во член 25 од Законот за локална самоуправа од 2002 година, каде што се наведени формите на граѓанско учество. Меѓутоа, од она што би го приложив како истражување од јавното мислење, нивото на граѓанска партиципација во Република Македонија е ниско. Значи, зборувам генерално, не на ниво на една општина, туку во Република Македонија имаме ниско ниво на граѓанска партиципација. Во однос на повеќето форми кои што ги спомнавте за граѓанска партиципативност, еве според искуство на други земји или слично или според ваши истражувања, која е најдобра форма? Што можеби не се практикува се? Искрено, за почеток на граѓаните кои што не се доволно запознаени со овие форми, им го препорачувам Open Day, отворениот ден кај градоначалникот, да го искористат. Можеби тој личен контакт малку повеќе ќе им помогне и да се опуштат и да си ги сватат своите права и обврски секако. И на тој отворен ден со градоначалникот да може да дадат предлог за некаква граѓанска иницијатива, за некакво решавање, за некој свој интерес да пројават, па понатаму нели сигурно ќе биде посочено од овластено службено лице дали да покренат граѓанска иницијатива или можеби самиот градоначалник нели да отвори дискусија по тоа, така да исто така представките и поплаки како полесни начини нели колку да започнат да партиципираат. Јавните трибини се добра можност. Мислам дека ова вечерва беше добар пример да ги запознаеме граѓаните, па сега да пристапат кон своите потреби и интереси во локалната заедница. На оваа трибина имавте прекрасно изложување на ваши истражувања на права. Што може така клучно како констатација да се извлечат врз основа на вашето истражување поврзано со делот тимот? Врз основа на моето истражување дека нормативното е во голем расчекор со реалното. Дека нивото на граѓанска партиципација, за жал и покрај тоа што законски не е возможена, не си го искористуваме, не си го знаеме доволно, пасивност постои, можеби проблем е довербата на граѓаните кон органите на локалната власт, понатаму бројот на потписи сметаат дека е голем да се покрене собир на граѓани или граѓанска иницијатива, референдумот. Нели кажав дека е тема која што заслужува посебно место во некоја посебна дискусија. Пред се, моја препорака е, како што кажав, многу поголема информираност, транспарентност, ефикасност од страна на органите на локална самоуправа да ги заинтересираат граѓаните. Бидејќи сепак сметам дека органите на локалната власт и граѓаните двонасочен канал на комуникација. Ниту локална самоуправа без граѓани, уште помалку граѓани без локална самоуправа. Целиот наш живот потреби се во работата на локалната самоуправа. Така и еве затоа што сме на локално ниво, малку и околу Уштина Струмица, фактот што врз основа на форуми на граѓани се имаат реализирано веќе проекти врз основа на нивна иницијатива, можеби еве да благо да констатираме дека сепак постои голема граѓанска партиципативност во креирање на политики. Во општина Струмица, бидејќи редовно сум тука еднаш во неделата, сум имала средби со вашиот градоначалник, сме имале прилики нашите студенти да ги однесеме лично да разговараат со градоначалникот, со советот на општината, председателот на советот на општината. Оно што го разгледав по вашата веб страница на општина Струмица и што гледав што све е реализирано, само можам да ја пофалам општина Струмица. Една од подобрите општини во Република Македонија која што успева да наметне еден транспарентен однос, отворен однос со своите граѓани за соработка.